Да, на оваа тема 7,4 степени по Рихтер го погоди Тајван, едно од најактивните сеизмолошки тлоа. За какво тло станува збор и всушност ќе го анализираме малку земјотресот кој што се случи вчера. Разговараме со професор доктор Владко Шешов, директор на ИЗИС или Институт за земјотресово инженерство и инженерска сеизмологија. Го погодив. И ова беше вежбавно. Да. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Професоре, едно од најактивните сеизмолошки тлоа, за какво тло станува збор? Па да, добро, овој земјотрес што се случи во Тајван не е некој изненадување, бидејќи Тајван како остров припаѓа во така наречениот огнен прстен. Тоа е еден голем регион кој што го опфаќа Пацифичкиот басен и ги опфаќа државите и од Северна Америка и од Јужна Америка, потоа делови од Австралија, Филипини, Тајван и нагоре према Јапонија. Овој регион е познат во светот и познат меѓу нас како Ring of Fire или огнениот прстен и можам да кажам дека 80% студии постојат и постојат истражувања, 80% од сите најсилни земјотреси во светот што се случуваат токму во овој регион. Значи може да сватите за каква активност се работи, кога сите најголеми земјотреси, 80% се случуваат, не само земјотреси, туку имаме и појава на вулкани, 80% од сите вулкани активни се во овој регион, така да овој земјотрес што вчера се случи со магнитуда 7,4. Еве ни ги снимките за тоа што се случи. Во последните 25 години ваква јачина не се случила, иако е тло во кој што се очекува. Да. Добро, 25 години за областа на инженерска сеизмологија и појава на земјотреси не е ништо. Ние збориме за повратни периоди на силни земјотреси од стотици години, меѓутоа овие, како што реков, подрачја се доста активни, 25 години не представува некој значаен временски период. Точно тоа е Чичит земјотрес од 1999 година, со слична јачина, нешто посилна, 7,6. Тачно има драматични видеа, има драматични слики. Очекувано, меѓутоа треба тука и да потенцираме епицентарот на овој силен земјотрес е во источниот дел на Тајван. Тој е поненаселен. Главните големи градови во Тајван се северно и на западната страна од самиот остров, така и тоа придонесува да немаме уште поголеми оштетувања и уште поголеми материјални човечки загуби, меѓутоа сепак треба да истакнеме дека Тајван е развиена земја, доста посветува внимание на сеизмичката заштита, се припрема пред да се случат земјотресите, така да и вака силен земјотрес, огромно количество на ослободена енергија, можеме да кажеме дека оштетувањата се во ограничен размер, сепак не станува збор за, да кажеме, големи драматични оштетувања. Впрочем, ова што го гледаме, тоа се згради кои што се оштетени. Сега многу интересно е тука, се уште е рано да се говори, скоро не цел ден е поминато. Интересни се некои од оштетувањата на зградите. Ја во ноќта што помина малце се припремав, очекуваат дека постојат и голем дел на така наречени геотехнички нестабилности, бидејќи ако забележите некои од зградите, во горната конструкција они не се оштетени. Како да го изместиле лежиштето делова. Сега тоа се посемнени феномени на појава на нестабилности во тлото, во темелното тло, кој што ја губи носивоста и зградата ако е да кажеме неоштетена во горната конструкција, бидејќи губи нестабилност во тлото, она се инклинира, односно се искривува на една или на друга страна од силните хоризонтални движења. Допрва треба да очекуваме информации, меѓутоа дел од зградите се навистина интересно на таков начин се оштетени, односно превртени. Велите во едно од вашите излагања дека најбитно да се има широка мрежа на инструменти кои што ги следат микродвижењата кои што човекот не може да ги почувствува на земјината кора во поглед на сеизмичката енергија што се акумулира и да се знае дека во следниот период во тоа подрачје може да се очекува некој посилен земјотрес. Знаеме и научно е докажано дека не може да се предвиди земјотрес, меѓутоа дали споменавте дека Тајван е развиена земја, дали во насока на подготовка за вакви и слични земјотреси тој регион таму каде што тресе многу силно и многу често, е генерално подготвен за нешто вакво. Да.
Од исклучителна важност е ова што спомнавте, таа мрежа на инструменти што пратат силни земјотреси, бидејќи вие и во овој момент додека ние говориме, земјотресиве се случуваат. Меѓутоа се толку мала јачина што ние не ги чувствуваме. Меѓутоа зградите ги доживуваат. Тие земјотреси многу е значено за претходни анализи, пред да се случат земјотресите, однесувањето на зградите токму на вакви мали земјотреси што можда не предизвикуваат оштетувања, меѓутоа ни даваат јасна слика како ние треба да се подобриме за да ја проектираме таа зграда, да кажеме ти на мали земјотреси да многу добро се однесува. Впрочем и ова што го кажавте, ние апсолутно дека не е тема да ги предвидуваме земјотресите. Велите и не можат да се предвидат. И не можат, меѓутоа за да знаеме што не очекува, ние мораме да имаме податоци. Токму овие податоци ние ги викаме од снимени земјотреси, многу се valuable, многу се драгоцени, за да можеме ние студиите да ги базираме на научни докази. Што ви покажуваат тие? Покажуваат акумулирана енергија, колку се испуштила, колку останала и врз основа на тоа се вашите очекувања. Точно така, тие покажуваат каде во земјината внатрешно се случуваат први тие земјотреси, бидејќи тие не се случуваат на секаде и овие земјотреси од ваква магнитуда не се случуваат секаде, тие се случуваат точно во одредени региони. Ние викаме на контактот, ова се така наречени интерплейт земјотреси меѓу тектонските плочи, меѓутоа тие земјотреси токму ни кажуваат како се ослободува енергијата во одреден временски период. Што има повеќе такви, подобро е бидејќи се ослободува енергијата. Сега во еден момент може има и на некои места акумулирана енергија и логично е да има ваков тип на земјотреси, меѓутоа ова што сакав да го потенцирам, овој тип на податоци се од последните 40-50 години во светски рамки, тоа се така наречени податоци базирани на инструменти. Проблемот е што ние немаме долг временски период, пред тоа 200-300 години, се базираме на историски податоци. Тоа го викаме не се инструментирани податоци, него се историски. Сега тие историски, знаете, кој како запишал. Па да, а ова веќе во последните 50-60 години во светски рамки имаме мрежи на силни земјотреси секаде. Автершокови се, да, Јована, само автершокови се очекуваат по секој силен земјотрес, дај Боже да не се вакви разорни и толку големи, меѓутоа тоа е подрачје каде што се случуваат и други природни следствени акции, тоа е цунами и така натаму, кој што исто така е опасно, кој што следи по едни вакви случувања. Какви се најавите, какви се очекувањата, барем за ова се подготвували населението? Токму така, значи како што спомнавте, првиот земјотрес најакиот, како мејн шок, е случен јужно од градот на источната обала во Тајван, и сега ако ги гледате вие епицентрите, се движи према северо-исток. Така да овие авторшокови, што ги спомнавте, има еден посилен авторшок 6,4 магнитуда, што е релативно многу јако, е случен па северо-источно од главното жариште, така да тие се поместуваат, ние викаме во тој раседен регион. Сега апсолутно на вакви магнитуди се очекуваат и тие ги викаме секундарни хазарди. Да, имаше веднаш објава и во Филипини, и во Јапан, од нивните соодветни агенции за можност, викаме можност од појава на цунами. Не секогаш се случува цунами, треба да се поклопат неколку фактори и ocean bed и океанското дно треба да биде така фигурирано за да може да се појават тие бранови. Меѓутоа сега има инструменти кои што ги пратат и оле малите бранчиња, кои што навидум на океанската шир се мали, меѓутоа кога се приближат до површината ствараат цунами. Последните информации говорат, дискутиравме со вас, ги симна алармите, ги спушти алармите за појава на цунами. Викаат дека само некој мал бран пристапил до јужната обала на Окинава, тоа е остров во Јапонија, така да од овој земјотрес секоја среќа нема појава на големи цунами. Ги споменавме градбите, за нив ќе, верувам и вие, ќе сакате да ги слушнете експертските видувања и анализи кои што ќе се прават, па ќе зборуваме подосна и на таа тема, но ние ги спомнавме автопатите. Зборувавме со нашинци, се обидовме вчера со оглед на временските зони, но и состојбата, се обидовме со нашинци да стапиме во контакт. Денеска треба и видео материјал да добиеме, па ќе го прикажеме утре.
Тие велат дека е толку добро организирано општеството, се е продно, автопатите дури по снимките може да видиме дека тие буквално се нишаат како од гума направени и дека успеваат од една до друга локација да заминат, не да се засолнат, вели толку е се добро организирано, туку повеќе да се смират и психолошки поради тоа што нели се разбира не живеат таму, ги потресе целото случување и сакам да кажам дека се е добро организирано и продно. Па добро, видете. Мене ми беше неверојатно сознанието и снимките кои што успеав да ги видам. Спомнавме нели во разговорот, пред 25 години се случил ист и посилен земјотрес. Ама какви се тие гради? Значи, како може така да се ниша автопатот? И таа сеизмичка активност ги притиска властите да мислат многу поорганизирано за да се заштитат од земјотреси. Тачно, ние ги викаме патиштата и железничките пруги критична инфраструктура, бидејќи видите, вие за да пристапите до едно село или оддалечено место, за да може да евакуирате повредени лица и слично, вие треба да имате крвоток. Не можете само со хеликоптери да донесувате, така да патиштата се критична инфраструктура, посебно би кажал и објектите на автопатиштата. Ние ги забораваме. Тука се мостови, тунели, ќе спомнем, има заробени туристи во тунелите. Има, да, и во два рудника, така, имаме се уште. Тоа се се објекти на кои што треба да се посвети внимание, бидејќи за ваков тип на земјотреси толку силни, тие објекти се доста повредливи, може да бидат оштетени. Има и, како се вика, има податоци дека и за некои мостови, ја за бајлето гледав некои слики кај што се комплетно срушени, мали мостови, меѓутоа мал мост, повторно вие не може да обезбедите комуникација меѓу две точки. Имаше драматични видеа и вие покажавте од свлечишта и одрони на големи стенски маси, што исто е вака, може да ги оштетат објектите од патната инфраструктура и ги оштетуваат. Сега, дали се комплетно проодни, ќе видиме, како што рековте, очекуваме дополнителни информации, меѓутоа факт е дека тие дел од таа патна инфраструктура е доста тешко оштетена. Верувам дека ќе ја обезбедат за транспорт и за комуникација многу брзо, меѓутоа тие поправки траат малце подолго време, може да обезбедат за транспортна помош и слично, меѓутоа за разлика од една зграда вие да реконструирате или да зајакнете некој мост или тунел е многу позахтевно, повеќе време ќе ви треба него некој од овие објекти резиденцијални што ги видовме. Може малку и за регионот. Да, велите дека она што се случува таму, и историјата, и искуствата ги притискаат властите да размислуваат. Кај нас размислуваат ли властите? Не притиска од 63-та... Мислевме тоа прашање на крај, ај. Не притиска од 63-та сериозниот земјотрес кој што се случи. И попатно имавме подсетувања, сега имавме и земјотрес пред неколку години посилен. Јас се надевам и ние во институтот работиме да ги притискаме. За колку тој притисок доаѓа до некои нивни точки на размислување, нека оцени јавноста, меѓутоа добро, можам да кажам дека се посветува внимание, не секогаш тоа внимание е онолкаво колку што ние би сакале да биде, за да можат сите граѓани да бидат мирни, меѓутоа мора да бидеме и позитивни, дека да, се посветува внимание, како што спомнавме утринскиот разговор со вас, еве да кажеме нашиот институт, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сизмологија, врши контрола на сите проекти на ниво на хартија, да кажеме на ниво на проектно-техничка документација и на ниво на терен, два пати излагаме на терен. Дали е тоа доволно, ако не ме прашате, не, тоа е може само почеток, меѓутоа треба и понатаму да се работи, особено на припрема на општеството пред да се случи земјотресот. Тука постои цел систем на заштита, на цивилна заштита и слично. Тука уште треба дополнително да работиме. Може позитивните практики треба да се превзимат. Вие правевте една студија со Јапонија, може би треба да се земат некои практики кои што позитивно резултирале. Апсолутно, тоа беше во почетокот. Колку можат кај нас да се применат? Минатата година во соработка со Јапонската амбасада организиравме една работилница со јапонски експерти за примена на токму тоа современа технологија за заштита на зградите од случај на земјотреси. На ниво на научни истражувања е во ред. Ние имаме некои постигнувања, меѓутоа сето тоа за да го примените во праксата, тука недостасува подобра можда соработка со властите, подобра соработка со индустријата, за да тие сознание од науката ги применат во пракса.
тука малце ни недостатствува и ми сметам дека во наредниот период во соработка со градежниве компании во Македонија тоа мора да го подобриме. Имаме простор за работа и унапредување. Регион, мора и тоа да споменеме еве на крајот, Црна Гора имаше посилен земјотрес. Грција. Авторшокови, Грција, Турција. Турците пак едно од најактивните сеизмолошки подрачја велат па дека изготвуваат посебна студија во која што општеството ќе го подготвува за можен земјотрес со посилна магнитуда. Па добро спомнавте, да, се случуваат земјотреси во подрачјето на Црна Гора, поточно на границата помеѓу Црна Гора и Босна и Херцеговина. Меѓутоа сега да не правиме споредба со овој земјотрес во Тајван. Не правиме според чисто ние од наша гледна точка, регионот го погледнува. Помали појачина и нема некои материјални оштетувања, загуба на материјални добра. Тоа се познати, пак ќе кажам, сизмички региони. Ние црногорскиот земјотрес сите са повозрастниве генерации се сеќаваат 79 година. Потоа имаме земјотреси, како што спомнавте, и во Грција и во Турција неодамна многу силен земјотрес со голем број на жртви. Сегде се потребни истражувања, сегде се потребни студии пред да се случат тие, да го подготвиме ние општеството, за да што подобро се справи со такви природни катастрофи и што би потенцирал од особена важност е постојано да ги надградуваме техничките прописи за проектирање на згради, да ги акцептираме сознанијата од науката, за да може да зградиме што побезбедни објекти. Веруваме во науката, веруваме во експертите, ви посакуваме лесна работа. Се со цел ние граѓаните да бидеме помирни. Апсолутно, ние сме тука да обезбедиме безбедни објекти и се надевам дека и нареден пат ќе бидеме гости, не само кога има земјотреси, него и да подискутираме на овие теми за безбедни објекти за добро проектирање. Благодарам. Студиото на Македонија наутро е отворено, се разбира. Ви благодариме. Владко Шешов беше тој директорот на ИЗИС, гостин во Македонија наутро.